Се наоѓаме на последот на нашиот собраѓанин Славчо Десподов, кој годинава, како што самиот ни кажа, се соочува со тоа да откупот за слива засега не е како што треба, а гледаме сливата навистина е позади многу добра гледка, може да забележиме во одличен квалитет. Каква е состојбата годинава? Годинава природата дава се. Самиот поглед на овој воштаник тука кажува се дека годината е родна, квалитетот на сливата е супер, меѓутоа во континуитет веќе 4 или 5 години апсолутно се среќаваме со еден поголем проблем, а тоа е со пласманот на истата. Во последните 4-5 години апсолутно нема никаква откупна политика, така да сме препуштени самите на себе, да се снаоѓа кој како сака, а оваа година нешто со пандемијата од короната, нешто со неорганизираноста на државата, горе со влада нова, со политичките промени што настана, проблемите со конституирањето на владата се рефлектираше и на откупот на сливата. Така да, еве, веќе готова е сливата за откуп, меѓутоа досега апсолутно нема пројавен интерес не само кај мене, него кај сите производители во општина Делчево, каде што се садени негде околу 800-900 хектари слива, што неколку илјади тони годишно, апсолутно се сите среќаваат со овој проблем и се чудат на кој начин да го решат, а не само можат, бидејќи владата апсолутно нема никаков слух, нема апсолутно откупна цена дадена, нема никакво приземени активности, нема лиценцирани фирми кои што би откупувале сливата, нема преработувачки капацитети, едноставно катастрофална земјоделска политика, која што ја водат партиите веќе и власта неколку години уназад, кои што апсолутно само земјоделската политика третираат во нивните политички програми, додека на во реалноста сме препуштени на самите себе. Гледаме веќе пред берба вашата слива, колку имаме тука површина, како планирате? Да, тука површина има негде околу 10 декари, негде околу 400 броја сливи, меѓутоа тоа се негде околу 8 до 10 тона сливе, кои што апсолутно нема досега пројавено ни еден купец. Контактира со неколку од тие нелиценцирани купувачи кои што едноставно ценуваат за цена, па ќе дојдат, па нема да дојдат, едноставно сега за 3-4 дена треба да се бере сливата, апсолутно нема никаква. Колку нудат цена? Да, па никаква чекаат цена, најверојатно чекаат како и Полони што беше 2018 година, да падне ова сливата на земји, да се собираат во вреки, да се плати по 5 денари или што се вика без пари да се земе сливата и се чудиме сега овие. Вие за колку би ја дали еве сега? Па, испод 10 денари не се исплати да се даде сливата за тоа што бар да има некоја минимална печалба да се покрие производната цена. Меѓутоа и самите гледате, природата дала се, меѓутоа нема апсолутно организиран откуп. Чаре, апел? Па, има начин на кој тоа може да се реши во цела Македонија, затоа што ние како земјоделска земја би можело да профитираме и тоа и државата и физичките лица, и граѓаните. Меѓутоа, нема откупна политика, нема едноставно земјоделска стратегија во земјата, затоа што би требало во секој земјоделски регион да има лиценцирани фирми кои што ќе вршат откуп на земјоделските производи. Така ќе се среќаваме сега ние со сливите, потоа ќе дојдат со јаболките, потоа со пиперките и другите земјоделски производи. Секоја година исти случаи, исти проблеми. Нема откупна политика, нема лиценцирани фирми од страна на Министерството, кои што ќе склучат договори, ќе стават депозити во банка, кои што на тој начин ќе биде покриени земјоделците со склучување на договори, да имаме некоја минимална цена и да знаеме колку ќе кошта и колку ќе имаме печалби за да го продадеме родот што овие природни услови што ни ги дала природата, треба да ги искористиме. Дали за бербата ќе ангажирате луѓе? Па сигурно треба да организираме тоа. Најмалку треба по 3 денари земаат од гајба. Не од килограм. Од слива по 3 денари по кило земаат берачите и на нас остануваат по 2 денари или по 3 денари како што беше 2018 година, што апсолутно не се исплати да земеш и ќе остане на нивата. Ракија не може да се вари, затоа што овие количини треба
ептен овие сместувачки капацитети, овие казани, сместени за сместување на комбинати и така натаму, и ракијата што ја варат во општина Делчево, луѓето имаат сотони кај нема кај да ја пласираат за тоа што не смеат угостителските претпријатија да ги земат овие количини, за тоа што бараат ова со бандероли и така натаму и препуштени самите на себе и се чудиме што да правиме. Има ли план за ракија ако остане? Ракија, ја имам негде 500-600 кила ракија од 2018 година, се уште седи, не може да продадам едноставно, така да не само кај мене, имат сигурно луѓето имаат по неколку тона ракија која што седи непродадени, не може да се пласира. Проблемите се секоја година евидентни, континуирано беше. Не знам што да правиме, да фанеме, да сечеме па да садиме марихуана или коноп, ништо друго. Тоа е најпрофитабилно да ги ископачиме сливите, па тоа е тоа. Иначе друг излаз не гледам и не знам што да правиме више.